Добар ден, јас сум Бојаната Мажевска, дел од Хера, а мојата гостинка денеска е... Здраво, јас сум Мила Јовановиќ, дел од Универзитетското студентско собрание науки. И денеска ќе збориме за како да се справиме со стресот пред колоквиумска недела. Каква тема, готово сега кога е веќе колоквиумска. За кого на почеток, за кого на крај. И така. Јас само што ја завршив колоквиумската недела и мислам дека треба да спијам. Помина добро? Да, Тоа е небитно. да. Како ти се справуваш со стресот пред колоквиумска и дали воопшто го имаш? Мислам дека тоа ти е Клучна едноставно во секој дневна работа е да биде стресна пред колоквиум, дури некои ја сметаат како нормална, иако јас не ја сметам. И клучно е со тој стрес на некој начин да се справиме како можеме најдобро и најздраво на истиот начин. Лично јас, пример, мојата практика е многу чудна со оглед на тоа дека баш денот пред колоквиум нема да учам. Нема да се фокусирам, него ќе правам нешто што сакам, што ме опушта. Многу често во слободното време ми плетам, така да тоа е една работа, ево гледала позади камерата добив thumbs up. Ќе пуштам некоја серија што е како comfort серија, нели, може би ќе излезам ако другите што не учат исто има, ако има тако како мене. И тоа, меѓутоа сметам дека за да се намали тоа ниво на стрес е клучно, мислам, подобар тајм менеджмент. Барем јас така ги гледам работите, затоа што кога добро менеджираме со нашите обврски, навремено ги завршуваме и сето тоа, мислам дека кога ќе дојде тој дедлайн, баш напротив, тој стрес ќе може да се намали, знаејќи дека ти ако 99% од работата си ја завршил, тој 1% ти е устори да го направиш тој тест или тоа за кое што константно си се спремал, кога не се фокусираш вечерта пред, многу помалку ќе ти биде стресно. Да, јас се согласувам и сметам дека раководење со времето е многу голем дел од тоа, стресот пред колоквиумска и чувството на колку си спремен за колоквиумите. Кажи ми, што сметаш дека е најголемиот проблем за тој стрес? Ова беше дискусија баш која што има вчера со колешките. Сметам дека самиот притисок кој што го имаме, дали е тоа лично створен или од надворешни фактори створен, е тоа што го прави тој притисок, тоа осеќа некако како ти да мораш да постигнеш најдоброто од себе, што искрено верувал или не, добро е. Од една страна е добро заради тоа што те предизвикува секој ден да бидеш подобар денес од што си бил вчера и утре да целиш за да бидеш уште подобар. Меѓутоа тоа не треба да биде на сметка на твоето физичко и ментално здравје, кое што стресот пак се всушност ги прави тие работи. Може да го поремети цел систем. Може би треба да сватиме дека тие притисоци не мораме ние да целиме константно да сме најдобри, туку баш токму тоа на кое што го кажав на почетокот. Треба да стремиме денес да бидеме подобри од вчера и утре да бидеме подобри од денес. Не секој е спремен за да биде најдобриот на светот, меѓутоа малку треба да сме, нели, реални. И со тоа сметам дека тој стрес и тој притисок ќе се намали значително кај луѓето. Ќе си го чуваме здравјето. Кажи ми, имаш ли некој... Ете ми кажа пред колоквиум, сакаш да гледаш серија, да се опуштиш. Дали, например, кога се спремаш за тие колоквиуми, дали ти е, например, побаво да учиш во група, сама, кои ресурси ги користиш за да се спремаш за колоквиуми, за тој стрес, нели, да го сведеме барем на минимум? Океј, ево малку ќе направиме шаутаут на мојот студентски културен центар, каде што таму да работам како координатор, тоест волонтирам како координатор извинете. Преубаво место каде што е всушност супер за тој групен сетинг, каде што сите всушност седат, се забавуваат, се здружуваат заедно, повеќето учат кога е овој период на колоквиуми, посетителите тоа го прават. И мене тоа многу ми се допаѓа, пошто таа енергија се пренесува и на нас што работиме. Мене дури некогаш поубаво ми е да излезам и да седнам со нив, со луѓето, со самото опкружување, затоа што кога имаш ти таков тип на енергија, каде што
сите работат нешто и се трудат и све, те мотивира за и ти истото да го направиш. Така да преферирам такви места, да бидам присутна таму или не, за разлика од дома. Дома моментот е повеќе затоа што кога ептен треба онака мир, тишина и фокус, тогаш е само окей, дома сум седнал пред компјутер, ајде време е да се сработи задачата и мислам дека тогаш сум во некој чуден hyperfocus. Кој што спомна за сериите, можеби тоа е една работа кај мене што влија нешто да имам како некоја бела, како ќе кажеш, бели звуци, white noise што го викаат, нели? И баш кога пуштам пример некоја така ситком серија што ја викаат само за да седи во позадина, не ни гледам, ја слушам само. Мислам сум хиперфокусирана во тоа што го правам. Во ред. Што за да предам се, извинете? Нема. Дали мислиш дека еве во последно време, например за финки мене тоа ми беше многу во фокус, дека се борат да имаат подобра зграда, подобри услови и скоро сите универзитети и факултети што сме тука, се бориме да имаме многу подобри услови. Дали влијае тоа исто така на стресот што го имаме пред колоквиумска? Немање на пример на книги, не можеш да си најдеш професорот, немаш кого да прашаш. Училните, немаш кај да седиш. Вообичаено имам слушано приказни дека децата седат нели на скали и го слушаат предавањето. Да, мислам, еве запознаена сум со ситуацијата да финки, мислам, одлично не можам да тргнам заради тоа што кај мене барем тие услови се задоволени, студирам на архитектонски факултет, иначе затоа таков тип на услови кај мене се задоволени, меѓутоа многу се сочувствувам со нив затоа што разбирам што значи тоа ти да немаш основни услови за твоето образование и едноставно таа бариера, пример доколку професорот не ти е достапен, точно дека и они се луѓе и не треба да се достапни 24/7, меѓутоа барем да имаат одреден период каде што ќе можат да речат окей, еве сега прашете ме што можете и што сакате, кај нив е многу ограничено. Зошто? Затоа што прво наставата, иако сме сите вратени со физичко присуство, каде што можеш да имаш и тет-а-тет со професорот по предавањето, кај нив го немаат заради тоа што наставата се уште на некој начин е онлайн. И ти не можеш да го прашаш нели виртуелно преку видеото професорот, а ако не ти е достапен за подслушување на тоа предавање, едноставно ти ствара некој тип на, како да кажам, конфузија, па тоа може да биде стресно заради тоа што сакаш да го прашаш ќе биде клучно за испитот и колоквиума. Меѓутоа, на финки тоа што конкретно еве јас барем мислам дека би било многу подобра работа, луѓето повеќе едни со други да соработуваат, затоа што ако јас нешто не знам, можеби ти знаеш. И треба малку повеќе да сме отворени едни со други, како колегијално да се помагаме, заради тоа што за жал сведе на целиот систем на тоа да се снајдеме. Секој за овие работи. Во однос на прашањето со просторот и зградата за учењето, тоа е се уште борба која што се води за да може да се случи. Секој ден се оди многу минимален чекор напред, но сметам дека за скоро време тоа може да се исполни. Се надеваме. Се надеваме. Дечки финкаши да молам. Ке имате зграда не во Нетавел. Да, леле, од нека така, кога ќе отидам, нема место да се седне, за да... Пошто, например, јас кога се спремам за колоквиуми, ако седам цело време дома, ме станува многу монотона. Да. И кога ќе отидам Нетавел, само сум као... Океј, сваѓам зашто нема место, затоа што некад ми е стварно многу жал. И заопшто не само за деца од финки, што слушам приказни дека немаат услови за учење, например луѓе што треба да имаат лабораторија без разлика дали е медицина, финки, било кој, немаат услови за тоа да го спроведуваат, нели преку практика да учат, што тоа многу помага уствари за да го сватиш многу подобро материјалот и да се намали нели тој стрес, извинете што цело време го збориме моментално. Кажи ми како се чувствуваш после колоквиуми? Најубавна со све, затоа што победила. Секогаш ги има, нели, тој момент, мислам дека додека не дипломирам, тоест магистрирам, каде да дојдам веќе кај мене на факултетот, ќе биде тој момент помина сега тешкото за 6 недели да
И Тоа што тоа треба ми се като мислам кај нас работиме на база каде што сега моментално сме стигнати во период каде што колоквиум не е само седи учи, седи учи, седи учи и после треба на еден лист хартија тоа што си го научил да го исплюкнеш, што го речеш, што би рекла. Туку сега е сведено повеќе како почна семестарот, еве го проектот, дечки да знаете на колоквиумска го предавате, сега ти имаш 6 недели кај што тој проект мора да го завршиш и во тој рок треба да го предадеш, дали физички, дали да го испратиш било што, али сепак тоа, мада толку не знам, се осеќам наградено кога ќе го завршам и кога ќе го испечатам и кога ќе го држам во рака и викам, вау, види ја го направив, ова е најдоброто нешто што сум го направила и после кога ќе направам следен ќе видам, вау, ова е најдоброто нешто што сум го направила и така, само ongoing cycle, али пак сепак мислам дека баш кога ќе помине цел тој период, малце има еден од тоа, ако тука било сега стресно, сега тоа паѓа и можеш конечно да се опуштиш малку. Да, јас имам така некојаш ритуал после колоквиум, прво се тепувам од спиење, после тоа идам да си купам нешто. Идам да си купам нешто да се наградам за целиот труд што сум го вложила. За студиум така. Со студентски услови, може би шопингот не е баш нај... Не сум добро, јас сум шопохолик. Ама со студентски услови, може би тоа не ми е мене најадекватно. Имавме еднаш еден период со друштво, баш така, кога ќе заврши колоквиумска недела, ајде да идеме нешто да се почастиме и само некој отвориш овчарикот и мислам дека вака само мушички изгледаат и викаш идеме во парк да седиме и да пиеме вода од чешма. А како пуштаме чешмот? Ако е ладно, ако е ладно, идеме кај мене дома да пиеме вода од чешма. Да. Каде да најдеме ресурси за справување со стрес? Дали знаеш нешто такво? Хера. Мислам, добро, секако ресурси секој си се справува со стресот на различен начин. Нормално секој си има некој систем кој што си го има понатака. Ево пример, ти многу сакаш да се наспиеш па да излезеш, да нешто да се купиш. Јас кога ќе видам, јас повеќе сакам да излезам и да се видам со сите луѓе што не сум успеала да ги видам, нели, заради тој период. Тоа е. Ресурсите можеме ние сами да си ги створиме од нашите навики, меѓутоа дополнително еве пример ресурси би биле што знам, моја сугестија, доколку секако ги има можностите да се запишат на јога или пример доколку сте во некоја организација било кој што е, може да направи нешто интересно. Кај нас на факултет имавме сега една многу пракса со факултетското студентско собрание, пред колоквиумска, правевме во големата сала, имаме огромна една сала што е со маси, каде што ги растргнуваме сите маси, сите си носиме йога мец и се местиме и го викаме тој настан йога тектоника. И многу е кул затоа што доаѓаат колеги, па заедно пуштаме музика, имаме колега пример што оди на йога, па го води целото тоа. И многу е тоа кул, мада јас сум повеќе тоа да биде по колоквиумско, иако и пред е супер за тоа што намалува тој стрес. Други ресурси, повторно ќе кажам, тоа е се до лично каква желба имате за тие работи и секако дека тие ресурси ќе се најдат. Невладени организации исто така нудат доста ресурси, особено што се бават баш за вакви теми за физичко и ментално здравје. За крај, некој импресии да ме кажеш или да ги советуваме гледачите? Гледајте поише серии кои што ви се комфорт серии. Фатете некое хоби, создавајте нешто убаво, волонтирајте, нешто кое што ќе ви го одвлече мозокот еве од тој стрес што го чувствувате. Фала ти многу што дојде. Да тебе наистина, фала на поканата. И се гледаме во следната епизода. Пријатна!